Галатјаните 4. Јас ви велам, додека наследникот е малолетен, тој со ништо не се разликува од роб. Иако е господар на се, туку е под настојници и управители до рокот, определен од таткото. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и кој се роди под законот, за да ги откупи оние што се под законот, да го примиме посилувањето. А бидејќи вие сте синови, Бог во вашите срца го испрати духот на својот син, кој извикува Ава, Отче. Затоа не си веќе роб, туку син. А ако си син, тогаш си Божи наследник преку Христос. Но тогаш, бидејќи не го познававте Бога, им робувавте на оние кои по својата природа не се богови. Е сега, откако го познавте Бога, или подобро кажано, откако Бог ме позна вас, како сега повторно се навраќате кон слабите и бедни стихи, на кои сакате одново да им робувате. Внимавате на деновите, месеците, времињата и годините. Ме молам, браќа, станете како мене, зашто и јас станав како вас. Чеда мои, за кој сум пак мо родилни маки се, додека Христос не се вообличи во вас. Има два завета. Законот кој поробува и модудата, кој обробудува. Кажете ми вие кои сакате да бидете под законот, зарем не го слушате законот? Зашто е напишано дека Авраам имаше два сина, еден од слугињата и еден од слободната. И што беше од слугињата? Поветување. А ова е речено сликовито, бидејќи двете жени се двата завета. Едниот од Синајската гора, која раѓа за робство, а тоа е Агара. Зашто Агара е Синајската гора во Арабија и соодветството е сегашниот Ерусалим, кој робува со своите чеда. А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Ние пак, браќа, сме како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш, оној што се роди по тело, го донесе родениот по дух. Така и сега. А што вели писмото? Исцерај ги слугинката и нејзиниот син, зашто синот на слугинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме чеда на слугинката, туку на слободната. Па така стоите цврсто во слободата, со која Христос не ослободи, и не се подавајте повторно под робски јарем. Стојте цврсто
Христа. во Христа. Халелуја.